Тетка Биберовска. Корисно богатство. Подјаволите, излегувај, што го е на лулево? Много ме разбестува. Кога нешто не е во ред со твоето луле, правиш сите да сме нервозни. Еве ти. Еве го одамна го барам. Да, еве го тоа е. Одамна сакам да ги покажам оваа слика. Погледнете ја. Погледнете ја. Кој е овој? Па, тој е наш пријател, на гордите викинзи кои живеат на море. Ова живото не може да се спореди со нас. Мислиш поради големината? Не. А да не е улкаво? Не, не. И да не е поголемо од ова? Да. Не зафркавај. Да, поголемо и од нашиот викиншки брод. Не зафркавај, не? Како се вика? Кит. Кит? Кажи, мила, што направи со него? Со што? Па, мислам со нашето семејно богатство што се пренесува од генерација на генерација. Веднаш. Мислиш ли дека изработи нешто денеска? Постојат два вида китови, нашите пријатели што живеат на морето. Едните се со големи заби во устата, другите се без заби, но мустакли. Овој е еден од мустаклиите. А каква врска има ова со нашето семејно богатство? Па, семејството на Вики Халков го наследило, мислам, мустакот овој изморен пливаш во спомен на гордоста на кралот што живее во морињата. И боба стече викиншка крв. Достоинство, тоа е најважното нешто. Нешто не може да се направи без ова глупава мачка. Истере го и ова глупаво куче. Подобро да излезете да си поиграте пред да каже уште нешто полошо. Не се наспав минатата ноќ. Цела ноќ глупците трча околу мојот кревет. Стори нешто со тие валкани глупци. Да им даваш уште и храна. Тие не се валкани, никако, но навистина се прекрасни. Рече прекрасни? Не запрекавај. До сега не сум слушал за некои прекрасни глупци. Тие се такви. Ке се изненадеше кога ти кажам дека си добро воспитани и имаат топли срца. Не зборувај глупости. Не сум чул до сега за воспитани глупци. Невозможно е глупци да имаат топли срца. Грешиш. И глупците имаат срца. Инаце, тие се гордеат со себе. Се гордеат? Не сакам да разговарам со теја повеќе. Не може да ми се случи ова кога глупците имаат гордост. Колку глупао. Излегувам. Поđаворите. А ти си имал некаква гордост. Сато се омашиш. А ако си го сачував достоинството и ако се смалив, така можам да разберам гордоста на малите глувци. Си наумил да го дадеш нашето семејно богатство?
Да, токму така. Пресреќен сум дека тетка Биберовска сосема не разбира. И покрај тоа таа навистина е разбира на нашата гордост. Поради тоа сум пресреќен. Во што е работата, што се случува? Ние сакаме да ти ја покажеме нашата многу важна гордост. Вашата гордост? А поради тоа решивме да ви го дадеме ова. Многу ви благодарам, навистина. Ви ветувам, ова ќе го чувам како доказ на вашата вечна гордост. Да видиме, зошто можам да го употребам. Некако е необично. Ова за нив е секако големо богатство, но за нас е бескорисно. Секако мило ми е за топлината на нивните срца, но ова е неупотребливо. Ајде, време е да подготвам ручек. Да, еве го, Боже, тоа е. Лулето ми се запало поради ова. Еве го. Много извади. Не знаев дека си толку внимателна. Лајко, њам, дојдете бргу, маму. Бргу. Бескорисно е да се нервираме со страсен пушач. Овие мустаци од кит стана наше богатство. Колку прекрасно вие двајца добро се служувате. Зар не? А?